Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометролошки работи, прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри е надминат на мерните места во Скопје, Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и Ректорат. Прагот на алармирање, како што појаснуваат, е дефиниран во уредбата за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочна цел. Согласно настанатата состојба за мерните места во Скопје, Центар, Газибаба, Карпош, Лисиче и Ректорат важат следните мерки: да се интензивираат вонредните инспекцијски надзори на инсталациите со А интегрирана еколошка дозвола, да се интензивираат вонредните инспекцијски надзори на терен за контрола на инсталациите со Б интегрирани еколошки дозволи и елаборати. Инсталациите со континуиран мониторинг да овозможат јавен пристап на измерените податоци. Да се интензивираат вонредните контроли на техничката исправност на возилата, особено оние со дизел горива и нерегистрирани возила. Да се интензивираат вонредните контроли на градилиштата. Забрана на горење на отворено. Се препорачува на сите правни субјекти да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години и лицата со хронична астма, прележан, инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар. Се препорачува на сите правни субјекти работодавци да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11 до 17 часот, да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворен простор.